Музичка Диамантска сложувалка на радио ФМ Врева. Радио Слободна Македонија. ФМ Врева на радио Слободна Македонија. Интро во разговорот ни беше Can't Buy Me Love The Beatles. Зошто? Заради тоа што денеска во ФМ Врева гостува Трајче Велков, гласноговорник на Сдруженијето на џез музичари на Македонија, кој во сабота за прв пат со својот биг бенд се представува пред поширокиот македонски аудиториум. Што ќе се случи во сабота? 26.11 со почеток во 20 часот во салонот на Македонската опера и балет ќе се одржи џез концерт именуван како Џез Music Jazz Orchestra на Македонија Plays the Beatles, или Beatles и со Jazz оркестрот на Сдруженијето на џез музичари на Македонија, вклучени се изведби на композиции од познатите The Beatles. Меѓутоа се разбира дека со поинакви аранжмани се вклучени овие композиции. И што се всушност ќе се случува во сабота во 20 часот на 26.11 од прва рака дознаваме од веќе најавениот гласноговорник на Сдруженијето на џез музичари на Македонија, почитуваниот Трајче Велков. Добар ден, добре дојдовте за прв пат во ФМ Врева од најново формираното музичко здружение во Република Македонија, за прв пат здружение на џезари, односно љубители на џезот, односно создавачи на џезот, односно џез музичари. До каде се подготовките за она што ќе следува во сабота, како се подготвува џез оркестрот и зошто токму се определивте да свирите најдобри нешта од The Beatles, меѓутоа аранжмански преработени за џез оркестар? Добро ве најдов, благодарам на поканата. Како што кажавте, на 26 во сабота, со почеток во 20 часот, џез оркестарот при Сдруженијето на џез музичари и слободни уметници на Македонија ќе се представи прв пат со програм Битлси. Зошто Битлси? Сакавме нешто поблиску до и нешто попознато до публиката. Меѓутоа, со еден нов звук, нов призвук во аранжмани на големи светски имиња во светот на аранжирањето. Ќе свириме аранжмани напишани од Ален Бейлок, Мајк Крути, Мајк Холобер. Спомнавте дел од композициите. Затоа што прв пат се представуваме, повикавме специјален гостин од Австрија, диригент Зиги Фајгл, доста познат во европскиот свет, исто така лидер на овој вид уметност, лидер на многу бендови, едукатор, професор е на Академијата на факултетот за музички и изведувачки уметности во град Австрија, како и преку лични контакти од некои од членовите го повикавме специјално за овој концерт. Така, дали диригентот е веќе пристигнат во Скопје во Република Македонија или во очекување сте да пристигне? Пристигна денес. Така? Подготовките веќе траат подолго време. Овие 2 дена ќе имаме интензивни проби со диригентот, ќе работиме на програмот кој што го спремавме и кој што ќе го изведеме. Колку време го подготвувавте програмот кој што ќе го изведувате во сабота? Колку време вежбате? Колку напорно вежбате? Не знам, на ден 2 пати, 3 пати или ги реализирате пробите? По колку ви траат пробите и така натаму? Ќе оставиме посетителите кои што ќе бидат на концертот да одлучат, да погодат, да слушнат. Колку сте пробувале? Да. Колку луѓе ќе излезете на сцена? Ајде да го представиме на оркестарот на како му доаѓа тоа Сдружение на џез музичари на Македонија, поточно биг бендот, како што љубите вие да го наречете. За овој проект оркестарот брои 19 членови, од кои повеќето се истакнати уметници со кариери во земјава и странство, професори на академиите во Штип и Скопје, како и неколку студенти, како би одржале активностите и целите на Сдруженијето да се едуцираат и помладите талентирани музичари за зголемување на нивниот број и нивното знаење. Така, за прв пат пред поширокиот македонски аудиториум се представувате, значи како биг бенд со џез оркестар на кој ќе свирите најпознати композиции од легендарните The Beatles. Колку вкупно композиции ќе бидат изведени во сабота во македонскиот, односно во Македонската опера и балет во големиот салон? Ќе бидат изведени 11 или 12, ќе видиме
во зависност од време Аранжманите траењето. се направени колку што траат реал тајмот на оригиналните траки, на пример Can't Buy Me Love, која што имавме можност да чуеме 2 минути. Аранжманите се мислам дека голем дел од аранжманите лично се нарачани од нашиот диригент Зиги Фајгл, од овие големи имиња во свет на аранжирањето. Така да љубителите на Битлси ќе можат да ги чујат во едно Поинаква руба и поинакво руво. светло, така. Исто така љубителите на джезот ќе уживаат во прекрасната музика и прекрасните аранжмани. Така, идве чекаме да го доживееме сите тоа во македонската опера и балет. И сега ме интересира покрај 19 музичари кои што ќе излезат на сцена и ќе го свират најдоброто од Битлс. Дали можеби во позадина ќе има емитување на некаков си документарен филм или некакви слайдови ќе се движат од оние најинтересни моменти на The Beatles, можеби и некои видео изданија на композициите кои што ќе имате можност или да ги пренесете на сцена по оригиналот, да се движи таму некаде во позадина во малку попродолжено издание или пак можеби не е тоа случај. Само вие ќе бидете. Ме интересира како ќе изгледа сцената во сабота во 20 часот. Големиот салон на македонската опера и балет. За жал немам доволно информации да ви доловам. Во секој Дали ќе случај има ќе биде проекции се уште не знаеме. Така. Сега тоа што знаеме е дека вие сте најновото музичко здружение во Република Македонија, здружение на џез музичари. Кога сте формирани и кои се вашите цели како музичко здружение? Здружението на џез музичари и слободни уметници на Македонија е нешто помладо од година дена. Од самото основање се формираше и оркестар од овој вид, заради заинтересираноста на членовите да учествуваат во еден вид ваква уметничка форма. Целите и активностите на здружението се афирмација на македонската џез музика, компонирана од домашните композитори, аранжери, изведувана од домашни изведувачи, поголема застапеност на македонските уметници во медиумите, доближување на активностите до публиката и доближување на публиката до активностите. уметници. Така, до џез музичарите на Република Македонија. Колку број ова друштво? Немам точна информација. Стотина, веројатно, може би и повеќе. Не знам, може би така, повеќе. Така, добро да не спекулираме сега со бројки. Значи, џез музичари на Република Македонија имате нели цели или главните постулати на здружението се да се афирмира џезот. Дали ќе се држиме до оној традиционален и стандарден џез кој што го наметна Драган Ѓеконовски Шпат, односно дали ќе движиме кон сите оние нешта кои што тој ги трасираше, дали ќе го продолжиме неговиот пат? Јас лично се надевам. Така. Меѓутоа времето ќе окаже своето. Целите и активностите на здружението се замислени да имаат и едукативна смисла, како би Добро. се едуцирале помладата генерација талентирани музичари. Што до Да сега ги имате соедини. сработено во изминатиот период, во велите не постоиме повеќе од една година? Дали нешто до сега како здружение на џез музичари на Македонија сработивте во поглед на едукација, на афирмирање на џезот? Остварени се неколку семинари и работилници, неколку концерти, во контакт сме со некои гости од страна, во иднина планираме повеќе проекти кои што ќе имат исто едукативен карактер, соработка со музичари од странство, соработка со гости од страна и од домашната сцена се разбира. Некој поголем концерт на Биг Бендот, освен оној на кој сега работите и со кој ќе бидете представени во сабота вечер? Имаме зацртано неколку проекти за следната година и се надеваме дека ќе оствариме повеќе од тоа. Меѓутоа ништо не откривате сега за сега. Немаме се уште. Единственото нешто што го знаеме дека 11-12 најдобри композиции од легендарните The Beatles ќе прозвучат со модерни џез аранжмани во сабота во големиот салон на македонската опера и балет. Имаме значи диригент кој доаѓа од град од Австрија, веќе присутен во Скопје во Република Македонија, Сиги Фајгл, и едва чекаме да чуеме како ќе звучите сите вие. Сега само уште едно малечко подпрашање. Нели имаме многу правци, многу подправци кога е џезот во прашање, имаме и деривати на џезот. Во кој музички правец, нели од џезот или како му доаѓа тоа подправец ќе се движи сето она што во сабота ќе имаме можност да го видиме аранжманите се така малку босановести, може
може би така, не знам, доловуваат некој си джез звук, може би по-смут звучат. Ме интересира што треба да очекуваме во сабота во 20 часот. Вака, аранжманите за концертот во сабота можам да кажам дека се на доста високо уметничко ниво, пошто ова се едни од најдобрите аранжери во оваа сфера, Добро. во светот. Репертуарот е доста амбициозен, така да сите оние кои што ќе дојдат, ги уверувам и сигурен сум дека ќе уживаат. Исто така членовите на оркестарот, ние веќе уживаме во самите подготовки, така да едве чекаме да дојде сабота, да се представиме со оно што го работевме во МОП. Сакам да се заблагодарам на Македонска опера и балет за поддршката што ни ја пружија, исто така и на Австријска амбасада која не поддржа, да можеме ова малку полесно да го истуркаме. Благодарам многу што бевте дел од ефемврива на Радио Слободна Македонија. Знам дека убаво го представивме она што ќе имаме можност да го проследиме како вистинска музичка бомбона во сабота во 20 часот во Македонската опера и балет. За прв пат се представува пред поширокиот аудиториум биг бендот на џез музичари на Република Македонија. Во студио го имавме Трајча Велков, гласноговорник на најмладото музичко здружение во Република Македонија, Здруженијето на џез музичари. Ви посакувам многу успех во се што ќе правите и се разбира дека ефемврива Радио Слободна Македонија, како Елена Сатинова, секогаш ги отвараме вратите за сето она што го нуди, сето она што го има на репертоар за представување Здруженијето на џез музичари на Република Македонија. Благодарам, повелете на концерт.